إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد nije bi'idhnillahi ta'ala ќе почнеме, ќе продолжиме со оваа книга и со едно ново поглавие. Значи книгата на монотеизмот, Китабу Таухид, на чиј писател е авторот, огромниот алим, шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. А следното поглавие значит баб мин аш-ширки лубс al-halqati wal-khayt wa nahwihima لرفع البلاء أو دفعه. Вели авторот рахимахуллах во ова поглавие, од ширкот е облакање, односно ставање на синџири, прстење, врвки и слични работи за отстранување од некој искушенија или за одбранување од некоја штета. Значи, од ширкот е еден дел од ширкот, значи не е како што велите имам Уфемин рахимахуллах во објаснувањето тука, не е целиот ширк во овие работи тука ограничен, но од ширкот е облакање, ставање синџири, обесување синџири, прстење, врвки за отстранување на некоја бела што го нашла човекот или за одбранување од некоја штета. Велит имам Уфемин рахимахуллах, овие работи, ставање на овие работи, обесување на овие работи, може да бидат мал ширк и може да стигнат до степенот голем ширк. Тоа се враќат во убедувањето на човекот. Значи, зависи со кое убедување и со кое верување тој ги облака тие работи. Значи, можат мал или да стигне дури до голема ширк. Овде се работи во врска со себепите. Есбаб е множина на арапски, еднина е себеп. Значи, да земиш ти нешто причина за тебе да те бранит, односно да ти отстрануват некои зло работи. Значи, ти го правиш тоа причина, за тоа тебе да те сочуват. Таја причина, за да ја земиш ти причина легитимна, за да биде таа причина легитимна, треба да биде утврдена во Аллаховата книга, или во сунетот од пекамберот алейхи салату вассалам, или да биде утврдено со очевидно дејство, со многу пати, значи, со долготрајно испитување. Ќе дојме тука, значи, врска со апчинава, со лекојва. Значи, лекојве, значи, по долго испитување и проверување и така натаму, се укажани дека имаат дејство за таја и за таја болест. Зависи за каков ја апов. Значи, дејството е укажано. Не е се тука со емоции, или со чувства, или некој сами од себе си што чувствува. Не, тоа е, значи, луѓе, професионалци, стручнаци, што кажуваат, значи, дејството на тој илач. Например, велит шейх Уфемин рахимахуллах, велит од шеријатските причини, шеријатска причина, што е шеријатски дозволена и легитимна, за барање оздравување,
je čitanje na suratul Fatiha. Čitaњето, учењето на суратул Фатиха, значи на Елхамдулиллахи Раббил Алемин, ова е шеријатски утврдено. Значи ти ако земи сега нешто, читаш работи што не се од Куранот, и читаш работи што никој не ги разбират можеби, во некои сомнителни јазици измешани, ова е мине ширк. Од ширк е. Значи, може да биде мал ширк и може да стигне степенот, значи, може да стигне значи степенот на голем, значи, на голем ширк. Велите имам Уфемин рахимахуллах, во врска со земање, односно во врска со себепите, со есбеб, зашто досега до претходното поглавие Шейхул Ислам рахимахуллах збореше значи за вредноста на теухидот, па кој го имплементира теухидот, бришењето на гревовите, влагањето во дженнет и така натаму. Сега почина шейхот овде детално да ти го објаснува тој теухид. Значи тој теухид што тебе ти гарантираат влагање во дженнет, овие се деталите на тој теухид. Ако ти не ги сватиш овие детали, за да ги научиш и да се штитиш, да се браниш, таа добрина на тој теухид нема да ја достигнеш ти. Значи затоа ова е знаење кој исто така после ти го практикуваш. Во пракса значи да се чуваш. Баракаллаху фик. Значи не е овде седнуваш и убај кажуалки, кажал ваке, дојде ваке и тебе ти е интересно тоа. Зошто? Такви приказни многу лесно се заприметуваат. Значи може да ги, ама вакви работе, па себепи, па тие себепи какви се шеријатски, не шеријатски, па со искуство, па со истражување, па дали мој мал ширк, па да биде голем ширк, па како се луѓето, сектите во исламот спрема овие себепи. Ова треба малку да бидеш поконцентриран и правилно треба да се пишуваат овие работи. Без пишување не може да ги памтиш. Велите имам Уфемин рахимуллах. Во врска луѓето, во врска со себепите, како се однесуваат, како се понашаваат луѓето во врска со себепите. Имат две екстремни групи и оние кои се на средина. Првата група која заминала во екстремизам, а тие се ел-џебрија, ел-ашаира, велите имам Уфемин рахимуллах. Тие негираат себепите. Ги негираат. Да не ги бараш себепите. Да не земаш себепи. Негираат, да. Значи, кај нив се негираат себепи. Значи, да земиш ти себеп што е легитимен, кај нив не е дозволен, исто. Значи, легитимни себепи зборим овде. И легитимните ги негираат. Значи, легитимните себепи ги негираат. Значи, се заменате во екстремизам. Втората група, а тие се суфија, суфите, значи, тие претеруваат во себепите. Што значи, и она што не е себеп го прават. Значи, едните во една страна на екстремизам, другите во друга страна на екстремизам. Но двете се излизгани. Двете групи тука секти имаат, значи, излизгано, имаат сгрешено. Средината е, а тоа е верувањето на Ахлу Сунна вел Џамаа, како што велите имам Уфемин рахимахуллах, тие веруваат дека има себепи кои се легитимирани во нашата вера и веруваат дека тие себепи имаат дејство. Значи, тие себепи имаат, значи, имаат дејство, но тие, значи Ахлу Сунна вел Џамаа, ги потврдуваат како себепи. Оние себепи кои Аллах субханаху ва таала во неговата книга ги има како себепи потврдено и неговиот посланик алейхи салату ва селам и она што е вистински докажано со истражување и долготрајно искуство. Тие работи, значи, ги потврдуваат и затоа велит имам Ибнул Кајим рахимахуллах дека немој да мисли човекот оставањето на себепите
анулирањето на себепите, неземање во предвид на себепите, дека тоа е од теохидот. Значи, некој може да мисли, ја ги остава себепите, со тоа јас сега го имплементирам теохидот. Не. Туку вели имам Ибн Каим рахимахуллах, со земање во предвид на тие себепи и ставање на тие себепи на своето место и на своето време, тоа е од вистинскиот теохид. Тоа е од вистинскиот, значи, теохид. Баракаллаху фикум. Но што е важно во врска со себепите, кога ти ги извршуваш тие себепи што се легитимни себепи, срцето твое не се поврзува повеќе со себепите. Не се насочува срцето твое кон тие себепи, туку ти, твоето срце е поврзано со Аллах субханаху ва таала. Ако ти ги извршуваш себепите и не се насочуваш на Аллах субханаху ва таала, не се наслонуваш на Аллах субханаху ва таала, тоа е знак дека имаш и слабост во твојот теохид. Тогаш е, значи, слабост. Значи ти првош почетно ги спроведуваш, но кога ги имаш спроведено, тогаш, значи, твоето срце е поврзано со Аллах субханаху ва таала. Се не значи, како што вели Шейх Абдул Бухари хафизахуллах, не значи дека ти да ги спроведиш легитимните себепи и да таа работа се оствари. Мојот да не се оствари. Значи ти можеш сите себепи да ги направиш како што треба све и накрај таа работа да не се реализира. Зошто Аллах субханаху ва таала поради некоја причина, значи, не ти ја дозволил да ти се случи тоа. Затоа, значи, тогаш веруваш ти во кадерот. Не е пак срцето твое со себепите врзано. Тук веруваш дека тоа било за тебе одредено. Баракаллаху фикум. Значи, ова е многу, многу важно да се знаете. Велит имам Уфемин рахимахуллах, во врска со оние луѓе, кои претеруваат во врска со себепите, значи овие што спомнавме сега, значи облакање прстење, синџири, врвчина, што ти знае работи, обесување работи дома, на врат и на влезот и такит елмали исто ќе дојде сега тука. Сите овие работи се, значи, себепи, значи зошто ти тој како себеп го гледа тоа. Значи таа елмалија тој што обесил на гуша, или што е клавал во неговото чесе, или што ја носи што зна каде, таа што е за него? Себеп. Себеп за ошти? За заштита. Да биде тој заштитен. Ако тој, слушајте се внимателно исто, ако тој човек што го зел тој нелегитимен себеп, ако верува тој дека тој себеп само насамо имат влијание, ова е голем ширк. Значи, ако верува тој, таја елмалија него го чуват, не Аллах субханаху ва таала со таја елмалија го чуват него, туку само насамо таја елмалија, самостојно таја елмалија го чуват него и го заштитуваат. Или тоа ланче, или тој прстен, или тоа синџир. Значи, сега беше, што беше сега од полиистеичкиве празници Ѓурѓув ден и пред тоа летник, што беше? Значи, што ставаат на децата тие работи, што ставаат конци, тие конците, да. Тие конците од ова, овде за тоа збори тоа е авторот. Значи, за тие конци, за тие врвчина, за тие ланчина, за тие синџири. Значи, луѓето, ова го објаснува Шейхул Ислам. Значи, ако ти веруваш, и зошто да го прашаш ти него го носиш тој конец, ти ти речи за заштита. И тој не сме да ќе исплукат никој, ако ти го исплукат, ти носи нестреќа. И треба да се чува тоа до Еремија. Кога дојде тоа Еремија, тогаш се ваѓа тоа, и што ти знаат други гачки. Значи, ова луѓето раста со овие работи, а ова е во спротивно со оваа вера. Значи, најмалце што мојот, како што вели Шейх Абдул Бухари тука, најмалце што мојот, ова тебе ти го погодуват совршеноста на теохидот. Значи, овде страдат совршеноста на теохидот. Не базата на теохидот, значи не се разрушува базата, но совршеноста ти не си во тој степен. Најмалце. Значи, најмалце.
Значи се враќаме назад. Вели шех Уцемин рахимуллах. Ако верува тој што ги носи тие врвци, конци работи, дека тоа самостојно не му помагат и го штити и му носи добро, тогаш е голем ширк и го ваѓат од верата. А ако верува тој, ова е само себе, ја го земам ова за себе, но Аллах со ова себе ми помагат мене, ме чуваат. Ама ова себе, пазите добро, не е легитимиран себе. Ова е мал ширк. Иако верувате дека тоа Аллах не му помагат, Аллах не го штити, ама тој земат себе, што него немат Аллах Таала и пегамберот алейхи салату вассалам за себе направено. Ова е мал ширк. И можеш да речеш дека повеќето се во овај дел на луѓе, значи што паѓаат во овие работи, значи. И кога велиме мал ширк не сме нас да не измамит зборот мал ширк. Мал ширк во релација и однос со големиот ширк, а спрема големите гревови, овие поголеми од големите гревови. Значи, разбираш, кога вели, се некој може да ова рече ти мал ширк. Значи, мал е тој. Не, тој е мал спрема големиот ширк, а спрема големите гревови тој е поголем од нив. Значи, ова работа треба да бидеме пазливи и да не паднеме во овие работи што се, значи што ти може би ти уништуваат, значи, верата, верата. И вели имам Уцемин рахимахуллах, тогаш како е патот, односно можноста да дознаеш дека некој себе е легитимиран себе, точен себе, прва работа, значи, во Аллаховата книга и во аутентичниот суннет од пегамберот алейхи салату вассалам. Например, читањето на Куран, учењето на Куран, што има, значи, дејство кај луѓето, значи, за оздравување од некои работи што имаат тие што се погодени. Исто така, значи, докажано и во Куранот е потврдено, како што вели имам Уцемин рахимахуллах, дека медот е, значи, здравеот, значи е придонеслив за здравието на човекот. Значи ти ако земаш сега мед, си болен од некоја работа, од грлото, од градите, и земаш мед како себе за здравење, тој е себе, легитимен себе. Зашто оваа работа е потврдена. Ама ти ако земаш некој работче чудни, мешаш некој води таму и некој пиеници што ти знаја, што нема никаква база во верава, тоа најмалце може да биде мал ширк, најмалце, а може да стигне до голем ширк. Исто спомнува тука имам Уцемин рахимахуллах, дека втора можност за дознавање како и кога е, значи, дали е легитимен или не е легитимен е, значи, со истражување и долготрајно искуство. Како што спомнавме, значи, на почеток, во врска со илачите. Значи, се гледа дејството и е многу очевидно. Овде треба да пазиме. Не се работи овде за чувства. Се може би човекот, како човек, кога некога што се фокусират во некој работи, кога тој тие работи ги конзумират, не му е подобро. Тоа ема психички кај него, не дека му е подобро во телото. Се тој да одна да направи анализи, пак пример крвта. Не му е во ред. Или други работи, значи, ќе му излезат неубави. Значи самото чувство пази добро. Самото чувство да ти се чувствуваш подобро и олеснато, а не е докажано тоа од стручнаци, ова не е себе кој ти тогаш го легитимираш. Значи, чувства на луѓето, емоции на луѓето, тие не се, значи, не се дел од тие работи. И велит имам Уцемин рахимахуллах, el-halqa, значи е се синџири, се прстење, се, значи,
Исто значи прстенот. Значи што муслиманите слепо ги следат неверниците. Зошто неверниците ставаат прстен кога прават брак? Значи, за да бидиме како овие прстенов што е кругли заедно, за инија бидиме секогаш заедно. Значи, тие бараат што? Стреќа. Бараат, значи, да им се донесе нешто добро со тој прстен. Значи, не е тоа само прстен, така што мислиш ти. Прстен. Се венчале, овие ставиле прстен. Не. Кај неверниците, значи, во запад има значење тоа. Значи, тие бараат во тоа стреќа. Сега ти ако правиш тоа бараш стреќа, дали е легитимирано шеријатски или универзално дека ова носи стреќа, не е легитимирано. Тогаш земање за себе тоа, иако веруваш дека тој себе Аллах ти го дал тебе таа среќа и тоа заштитување, е мал ширк. Е мал ширк. А може ти голем ширк да си него мислиш дека тоа на себе си може да те заштити и да ти донесе значи стреќа и да ти донесе значи стреќа. Ли раф'ил бала ау даф'ихи. Значи за отстранување на некоја бела, на некој искушение или за спречување. Значи велит имам Уфемин рахимуллах, ар-раф'у, значи отстранување, тоа се случува кога веќе нешто е случено, значи му е случено на човекот, му се случило, е веќе искушан и тој бара тоа да се отстрани, да исчезне, да измени. Значи, со таков ние да го облака тој прстен, тоа врвче и ти работи. Или па ед-деф'у. Ед-деф'у ти бараш одбрана. Заштита пред да ти се случи. Како тие врвчина што рекоме претходно. Значи тоа врвче, значи детето што му се става на тоа дете, тоа нема никаква болест, нема никаква проблем, но му се става тоа со претекст, ова е себе, да те заштити. Значи, немој да дојде некој да речи, ја ова само за заштитување го зема, а не за отстранување. И тоа е ширк, и тоа е ширк. Значи, гледаш, се може некој да играт овде. Или не, јас само за заштита. Ако види, веќе бидам искушен, нема овие работи да ги употребувам. Тогаш што му се мола на Аллах Джелешано. Не му велиме, и тогаш оваа заштита не е легитимна. Зошто немаш доказ, значи во Аллаховата вера. И потоа спомнуваат авторот шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах аргументите во врска, значи со ова поглавие, а тоа Аллахови одговор: "Кул афараейтум ма тад'уна мин дуниллахи ин арадани Аллаху бидуррин хал хунна кашифатун дурри." Значи преведено: кажете ми за оние кои ги обожавате освен Аллах. Кажете ми за оние кои вие ги обожавате освен Аллах. Ако Аллах ми нанеси некоја штета, дали тие кои вие ги обожавате може да ја отстранат неговата штета? Овде велит имам Уфемин рахимахуллах, авторот покажуваат врвна остроумност. Авторот со овај ајет спомнување овде, значи зашто алимите студираат, брат, зошто тој овај ајет го спомнуваат овде? Значи врвна остроумност. Зошто? Овде не се збори во овај ајет за елмали, за врвки, за синџири, не се збори. Овде се зборат оние кои се обожаваат освен од Аллах субханаху ва таала, кипови, евли и други натаму. Дали можат тие да спречат Аллаховата штета ако сакат Аллах таала да му нашите на својот роб? Што значи, ако овие кои вие ги земате за себе пи, кои ги обожавате, не можат тие да спречат никаква зло и лоша работа и штета, тогаш и овие другие себепи кои ги земате вие синџири врвчина, и тие не можат да спречат никаква работа. Значи овде кажуваат, значи врвно имамов колку е значи остроумен и колку ги разбирате работиве, значи како што треба бит.
И тогаш, велит имам Уфемин, рахимахуллах, кога човекот нормално би требил да сватит и треба да знае дека ако тие кои тој ги обожават и тие на тој кој им се молит, им посветуваат неговиот ибадет, му го посветуваат на нив, тие не може никакво добро да му нанесат, а и никакво зло да му отстранат. Тогаш треба да се праша тој, што е мудроста на мојот ибадет спрема нив. Значи, ако е тој паметен, ако има памет уште во него, тој треба да се прашат, што е тогаш мудроста, ја овие ги обожавам, им се молам, правам курбан за нив и други големи ибадети. Но тие дали можат мене да ми нанесе некое добро? Не можат. Дали да ми отстрана некое зло? Не можат. Па тогаш зошто ги обожавам јас овие? Зошто ги земам ја, значи за обожавани освен Аллах субханаху ва таала? Значи, тоа е, кажувата, врвна будалост. Врвна, значи, будалост. Баракаллаху фикум. Исто потоа, шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах спомнува тука еден хадис, а тој од Имран ибн Хусейн радијаллаху ан, أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ Кажуват Имран ибн Хусейн радијаллаху анху дека пегамберот алейхи салату васелам виде еден човек кој имаше еден синџир, односно како белезика. Како белезика имаше на неговата рака ставено. Беше од месинг. Знаете метал од месинг? Значи беше од месинг. Тогаш му рече пегамберот алейхи салату васелам, значи нема врска овде дали е месинг или злато или сребро, нема да мисли некој ова сега месинг, само од месинг не носа ја. Значи беше од месинг, метал. Му рече пегамберот алейхи салату васелам, го прави ма хадихи. Што е ова? И ова е многу важно. Пред да сакаш некого да поправиш, некого да критикуваш, треба да прашаш. За да знаеш што е причината. Зошто ти може би го мислиш дека таа работа е лоша, но кога ќе ти се објасни не е така. Зошто пегамберот алейхи салату васелам, овде пегамберот алейхи салату васелам, значи овде гледаме менхеџот на пегамберот алейхи салату васелам. Значи го праша ма хадихи, што е ова? Зошто е ова? Зошто си го облекол, си го ставил на твојата рака таа белезика? Што е причината? Тогаш одговори тој, минел вахина. Јас оваа белезика е ставам на мојата рака да ме заштити од слабости во старост. Значи, кога ќе влезам во старост, да бидам заштитен, значи, во моето тело и во моите работи, да, значи, барам со оваа белезика заштита. Тогаш, кога разбра пегамберот алейхи салату васелам од него што е причината, тогаш му рече алейхи салату васелам инзи'ха fa innaha la taziduka illa wahnan. Фрли ја неја, отстрани ја таа белезика, зошто таја не ти става тебе, освен лошо и слабост. Значи, спротивното тоа што го бараш ти. Спротивното од тоа што ти очекуваш од неја. Fa innaka, му вели пегамберот алейхи салату васелам, fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Ако ти умреш и таја е со тебе, таја е на тебе, односно ти имаш тоа верување во таа белезика, никогаш нема да имаш спас. Што значи никогаш нема да имаш спас? Значи џехеннем. Велит имам Уфемин рахимахуллах дека овој хадис
je поврзаноста на овој хадис со ова поглавие многу очевидна. Значи, се некој може да се прашат каде е поврзаноста, значи со овој хадис со ова поглавие. Значи е многу очевидна. Зашто тој човек, значи имаше точно белезика, имаше значи тоа како синџир ставено на својата рака, кој пекамберот алейхи селату васелам, значи го предупреди и му рече да ја извади. А поглавието е точно значи за овие работи. И велите имам Утемин рахимахуллах дека човекот треби кога сака некого да советува и кога сака некого да поучи за некоја работа што мисли дека другиот е прави неправилна, треби почетно да го прашат. Да го прашат, значи, зошто и поради што тој таа работа ја прави, или ја носи, или ја облакат и така натаму. Значи, прво, значи, да се попрашат добро, баракаллаху фикум. Велит Шейх Утемин рахимахуллах дека човекот исто од причињето зашто пекамберот алейхи селату васелам му нареди да ја слечи таа белезика е човекот кога почина значи со чувства да работи и да се чувствува кога има таа белезика или тоа врвче подобро, кога ја нема со себе да како да има нешто изгубено и да не му е арно. Значи имаат луѓе, брат, овде влагаат значи многу работи. Пример во Запад имат луѓе кои бараат работа, облакат чорапи. Едни чорапи имаат само кои бараат работа тој. Да, вели со овие чорапи увек сум нашал работа. Да, значи вас, значи да, тој значи барат, значи тука што помош. Значи го прави чорапиве значи како причина за да му донесе нему значи некое добро. И други работи. Обесуваат во колите, значи окото што обесуваат секаде модро око, не знам што. Во Пакистан имат клаваат на камионите и на колите како врвчина странично. Тие не се обични врвчина, што мислиме ние. Некој може да ги види и мисли дека овие се врвчина за украс. Не. Тие ги имаат тоа со акида, со верување ги ставаат тие. Или некои ставаат, пример, на нивните животни, некој врвчина, некој работи, за да не им го зема на очи. Значи, овие работи сите треба, значи, да бидат легитимни со верата. Ако не се легитимни, тогаш е најмалце мал ширк или може да стигне, значи, до голем ширк. Може да стигне, значи, до голем ширк. И велите имам Утемин рахимахуллах, не се работи во овие работи, не се наслонува човекот во овие работи, во имагинации, да имагинира човекот, значи, она што чувствуваат, она што замислуваат тој. Се со тоа имагинирање, некој пат човекот, значи, може да му се подобри, да му се полоши, како е тој расположен. Се велите имам Утемин рахимахуллах, ако е човекот некогаш расположен, иако е болен, можеби, медицински е болен, но се расположуваат, одено заборават дека е болен тој. Значи, одено заборават дека е болен. Зошто? Поради расположението што го имат. Ова се не кажува, значи тој дека некоја работа дента поради тоа расположение има облечено тоа и тоа. Значи таа облека ми донесе мене среќа тој ден. И после тој пак ќе облече и бара среќа, не заштита. Значи има такви луѓе. Баракаллаху фикум. Со имагинации, значи, не се работи. И тие имагинации, тие замислувања, значи, треба човекот да се отстрани од нив, зашто некогаш, не само во тоа насока, во насока на позитивно, тие имагинации можат и во насока на негативно да одат. Што значи, велите имам Утемин рахимахуллах, човекот да си имагинира себе си дека нешто не е со него во ред. И ден за ден тој умот тука го терат. Тој на почеток е тотално здрав. За пола година тој више болен. Психички е заболен тој.
Значи, таја болест што тој умот секој ден му стоел тука, му станува одеднаш реалност. Овие работи, значи, сите се, значи, слабост со теухидот, брат, слабост со верата. Се ти кога тебе срцето твое поврзано со Аллах субханаху ва таала, ти со овие работи слободен. Ама кога срцето твое далеко од Аллах субханаху ва таала и го имаш Аллах таала заборано, како што ли тука шех Усемин рахимахуллах, значи тие луѓе што се што поврзуваат срцата нивни на тие белезики, на тие работи, на тие имагинации, тие го забораваат наслонувањето на Аллах субханаху ва таала. И тогаш им се случуваат тие сплетки во нивниот живот, и тие проблеми, и тие разочајности, и тие болести. Значи, затоа треба врвно пазење. Исто од придонесите на овој хадис, како што велите имам Усемин рахимахуллах, делата се спрема нивниот завршетак. Значи, делата се спрема нивниот завршетак. Значи, односно човекот, значи, ќе биде спрема неговиот завршетак. Зашто на крај му рече пекамберот алейхи селату васелам, леумите вахија алейк, ако умриш ти, и таја е на тебе. Значи, ти ја носиш неја. И го имаш тоа убедување, тоа верување во таја белезика. Тогаш, значи, ти никогаш нема да бидеш спасен. Што значи, ако тој пред неговата умирачка е слечит, е ваѓат и се покајуват, значи, тогаш како да немат kemen la dhanba lahu, како она што немат греф. Значи, оние кои се покајуваат, како што немал греф, како да немат греф. И затоа, значи, е многу погрешно, значи, врвно погрешно е тука кај нас што го имат ова што е многу расширено, ке незнајковците, а прво се најголемите незнајковци тие што кажуваат за верата, човек пиел алкохол 30 години. И сега станува тој човек побожен. Значи, почина се клањат, починат по суннет, починат знање да барат. Он него не барај аерти. Тој бил ваке 30 години. Тој немој да биде добар. Значи, ова е погрешно. Значи, Аллах Джелешану, кој се покајуваат ке Аллах Таала, Аллах му го прима теубето. Кој си ти да судиш и да не му го прифаќаш неговото покајување? Кој си ти? И ова ќе дојде, значи, во Бени Израил, што се случило, што имало двајца браќа, или двајца луѓе кои се знаеле, еден што бил покорен, еден непокорен, и нон-стоп во греови. Еден ден, тој сакал, значи, да го укорава, да го критикува другиот. Доста е више со грешки, доста е со ова. Тоа вели, што си ти меѓу мене, остави ме мене со Аллах. Значи, остави мене со Аллах ти. И тога што му вели така, никогаш тебе нема да се опрости. Аллах Джелешану на судниот ден, на другиот ќе му опрости, на другиот ќе рече зошто кој беше ти во мое име да збориш. Значи, овие работи се огромни, брат. Имаш од сахаба ридвануллахи алейхим. Не само во алкохол што беа, во ширк беа. Ко прима исламот, сето тоа прето се бришеше. И никој немаше право да спомни што биле пред исламот. Значи, ако гледаме таке, со тоа верување, тоа што речеме кај сахаба. Имаш од сахаба како Халид ибн Валид ради Аллаху ан. Не само алкохол и такви работи. Сакаше да го убие пекамберот алейхи селату васелам. Абу Суфјан. Значи, целта на Абу Суфјан ради Аллаху анху копнеше. Значи, да копнеш, значи, да го убие пекамберот алейхи селату васелам. Но накрај го прима исламот. Пекамберот алейхи селату васелам не му рече, ти си бил ваков, ти немој да тебе ништо да биди. Шех Рабија хафизахуллах вели, овие луѓе играа врвна улога во отворањето на другите држави после. На Египет, на Сирија, на Мароко. Врвна улога играа овие луѓе. Ова кажа нивниот ихлас, нивната искреност во нивното конвертирање во исламот. Значи, ова работа е многу погрешна. Човек кога се покајува, немаш право ти за тоа да му го спомнуваш нему. Како што вели имам Усемин kemen la dhanba lahu, како да немал тој греф. Како да немал тој греф. Потоа, следниот хадис, и гледате, значи, тука, значи, забележувајте,
Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах само спомнуваат ајети и хадиси. И тек тук негде некој говор од алимите на селеф. Значи, што значи, човеков не излага многу да кажуваат своји гачки, своји муабети. Ти кажуваат ајети, ти кажуваат хадиси. Тоа е базата на верата. Не е базата на верата кажување ваке бил еден, таке бил другиот, дојде тој, замина тој, го виде овија. Тоа не е вера, брат. Тоа нема врска со верата наша. Ова е верата наша. Ајетите и хадисите од пегамберот алейхи салату вассалам. Овие се изворите на верата. Овие се извори. Некако тој ланца година в село моје велит, може би на некој мислат овие како приказни, но ја ќе ви ги кажа вас. Значи така, тој самиот знае дека се приказни. Ама се ги кажуваат. Зошто? Зашто тој немат капацитет за овие работи, да ги кажи и да ги преведи и да ги спремат. И тоа што е најлесно? Да се каже некој приказнича. И заврши, значи, така беше худбето после. Следниот хадис од Укба ибн Амир ради Аллаху анху, кој кажува дека пегамберот алейхи салату вассалам вели: "Мен тааллака тамиматан фала атамма Аллаху лах, ва мен тааллака вад'атан фала вад'a Аллаху лах." Велит пегамберот алейхи салату вассалам, кој стават, кој земат, кој обесуват на себе си ајмалија, Аллах да не му го оствари тоа што го барат. Ова е дова од пегамберот што ја прави. Фала атамма Аллаху лах. Значи, кој облага ајмалија, кој става, значи, дали ја носит в чеса, дали нагуша, дали каде ја носит во неговите чорапи или што да знае каде ја носит, кој ја носит таа ајмалија, значи, или во неговата кола ја чува, или дома, или во влезот, или во регалот. Тоа е облакање, тоа е носење на ајмалија. Фала атамма Аллаху лах. Аллах да не му го отствари она што го бара тој. Ва мен тааллака вад'атан, и кој стават школка. Знаете што е школка? Школка со овие во морето, што се во морината. Со капачина што имаат згора 2 капачина. Имаат луѓе, тие ги обесуваат на нив. Нарочите којат по одмори, ги обесуваат, значи, кои излагаат, алейхи селам рахметуллах, кои излагаат, значи, на море, на плажа, и купуваат такви школки и ги обесуваат на себе си. Или ги чуваат после на кола, пример. Таа убаво изгледат и вели, ова на тој одмор ми донесе мене среќа. И сега таки ми носи мене среќа, ќе се врата дома таму. Исто вели пегамберот алейхи салату вассалам, да не му се оствари тоа што го бара тој, тоа од неа. Значи, ова е правење дова, молитва од страна на пегамберот алейхи салату вассалам, значи, за овие луѓе кои земаат ајмали или земаат школки, или, значи, овде, баракаллаху фикум, ова е многу важно, а тоа е, овде само се неколку примероци спомнати, школка ајмалија. Не значи дека овие работи само во овие се поврзани. Во секоја друга работа што ти ја земаш за причина, а таа не е причина, влагат во овие работи. Значи, да земеш што било, пример. Што и да е, ти го земаш за причина, значи тоа е ширк. Значи, така речено, обично речено, едно капаче. Капаче го земаш, вели што ова ми носи мене среќа сега. Или ова парава, пример. Да, или парава, точно. Значи, имаат луѓе, некои пари стари, вели ова ми носи мене среќа, или ме заштитува. Значи, овие работи се сите, значи, забранети. И тие, значи, овие работи ги ставаат, нарочито тие школки, велики имам Уфемин рахимахуллах, ги облакаат, ги ставаат тие, алейхи селам рахметуллах, ги ставаат, значи, за да бидат заштитени, за да не им се случи, значи, она ајн, значи, да не ги фаќат на око. Зашто луѓето имаат страф. Значи, овие ме зеде на око.
Она ме зеде наоко. За да не му се случи тоа, што прави тој? Ги зема тие школки, ги зема тие ајмали и ги облаката и ги носи со себе. И ако не ги земи тој со себе, се чувствува несигурен. А во вистина тој, тоа од него барано да се наслони само на Аллах субханаху ва таала. И Аллах субханаху ва таала е семокен. И на секаде го заштитуваат. И на секаде, значи, го заштитуваат, но ова кажуваат, значи, баракаллаху фикум, ова кажуваат, значи, колку голема слабост имаат тие луѓе. Значи, колку голема слабост имаат тие луѓе и колку вознемирен живот живаат тие луѓе. Зошто ти, ако има срцето твое со многу работи се поврзани, за ова работа ова ми носи среќа, за друга работа другото ми носи среќа, за третата третото. Ти, значи, нон-стоп тераш заморен живот. А кога срцето твое поврзано со самосилен и единствен Аллах субханаху ва таала, ти си спокоен. Ти си спокоен. И ти знаеш, значи, од кого бараш доброто. И од кого бараш и што? И заштита. Зошто тоа е се во Аллаховите раце, баракаллаху фикум. Тука што се наспомнуваат исто, зашто некои хадиси во оваа книга не се аутентични. Значи, во оваа книга, во Китабу Таухид, има дел на некои хадиси кои не се аутентични. Но, ова не е причина за да мислиме ние негативно или нешто лошо во врска со оваа книга или за писателот. За ова ги имате објаснато шех Мухамед Аман ел-Џами рахимахуллах, кој вели дека многу пати ме прашале мене моите ученици поради некои хадиси кои се слаби во оваа книга. Значи, тебе може да те некој да те фати пример на цака. Вели пример, вие што се правите Китабу Таухид или шейхул Ислам Мухамед Абдул Вахаб, види тој во неговата книга Китабу Таухид има слаби хадиси спомнато. И вистина ти носи, значи, зборови од имами на мухаддисун кои се, мухаддиси, кои кажуваат дека тие хадиси се слаби. Сега што правиме? Што е одговорот? Вели шех Мухамед Аман ел-Џами рахимахуллах. Значи, аргументирањето е два врста. Аргументирањето е два врста. Аргументирано, основно аргументирано, аргументирање основно. Значи, од основно за аргументирање земаш аргументи. И аргументи како вид на појачување, како вид на поддржување на тие основните аргументи. Значи, основни аргументи и поддржувачки аргументи. Да. Овде сите хадиси што се во оваа книга, што укажуваат некоја слабост, се подкрепни поддржувачки аргументи, не се основни. Се основни се тие ајети што ги спомнуваат шејхот. Значи, тој иде талимот, шејхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, иде и спомнува, значи, ајети што нема сомнеш во нив. Или спомнуваат хадиси што се јасни и аутентични. И тогаш остават да следи, значи, хадиси кои не се аутентични. Но го поддржуваат значајноста на тие ајети и значајноста на тие хадиси. Значи, значајноста е точна, но синџирот има некои слабости. Баракаллаху фикум. Значи, ова е многу важно да се свати. И вели шех Мухамед Аман ел-Џами рахимуллах, во оваа работа не е авторот прв кој оваа работа ја прави. Значи, не можеш да дојдеш ти и да речиш овие е прв кој оваа, значи, оваа метода, овај начин го потребува. Не. Имало и во претходно и во минатото поголеми алими од него, од имамите на селеф, кои употребиле, значи, таа метода. Значи, разбравте, и тоа е многу важно. За да знаете, за да не дојде, значи, некој да става, значи, сомнежи. Потоа спомнуваат авторот, шејхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, вели во други ривајет, мен тааллаqa тамиматан фақад ашрак. Мен тааллаqa тамиматан фақад ашрак, вели, значи, пегамберот алейхи салату вассалам, кој стават ајмалија, тој направил ширк.
Значи, кој облакат, кој ставата емалија, тој направил, значи, ширк. وعلي ابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. Ibn Abi Hatim, rahimahullah, во неговиот тефсир, пренесува од Худзаифа ибн Јаман радијаллаху анху, дека Худзаифа радијаллаху анху виде еден човек. Виде еден човек кој на неговата рака имаше врвче, имаше конец ставено. Конец за да го штити него од болести. Во вистина да го штити него од температура. Да не го фачат, значи, температура. Односно, трески да не го фачат него. Што направи Худзаифа радијаллаху анху? Фақатааху, му го скина од рака. Му го скина од рака. И му го читаше Аллаховиот говор, и не веруваат повеќето од вас во Аллах Джелешану, освен тие му прават на Аллах Таала ширк. Значи, повеќето, значи, не веруваат, освен му права на Аллах Субханаху ва Таала, значи, ширк. Овде е доказ, како што вели имам Утемин рахимахуллах во објаснувањето, овде е доказ дека сахаба ридвануллахи алейхим и имамите на селеф и имамите во денешно наше време употребуваат ајети кои се во врска со голем ширк за мал ширк, како тука. Значи, ајети кои се за голем ширк, но ги употребуваат и за мал ширк, за да бидат, значи, многу позвучни и попредупредливи за од луѓето. Значи, да се држат луѓето, да се плашат и да се држат, значи, што подалеку. И овде велите со имам Утемин рахимахуллах, дека овде, значи, се подразбират мал ширк, зашто може да се, значи, да се замисли кај човекот, да има тој, да се случува да прави мал ширк и да има верување и иман, значи да има верување. Ама да имат голем ширк и иман не се спојува никогаш заедно. Значи никогаш не се спојуваат голем ширк со иманот. Значи мојот иман и мал ширк. Но сепак, значи, да бидеме предупредени од овај збор, мал ширк да не превари. Мал ширк во врска со големиот ширк. Не мал ширк, а не е проблем ова. Не. Да, баракаллаху фикум. Исто велите имам Утемин рахимахуллах. Овде, значи ова пренесување од Ибн Аби Хатим рахимахуллах укажуваат колку беа имамите на селеф, а на нивниот врв сахаба ридвануллахи алейхим, колку беа љубоморни во врска со верата. Значи, кога гледа работи забранети во верата наша, работи кои не се легитимирани во нашата вера, дури беа спремни, значи, да им ги изваѓат со нивните раце. Иако оваа работа, значи, треба да бидеме во пазливост, одстранување со рака, овде треба, значи, ова е на прва линија, ова е за владарот, за владарите, значи, онако имаат власт. Тој може, значи, на некого да му ја земи некоја работа, со сила да му ја извади, да му ја тргне. Значи, ова е за владарите, една работа. Втора работа, ова е за човек во неговото семејство. Значи, тој може на неговото дете некоја работа, значи, да му ги отстраните. Значи, тој е, значи, негов воспитувач. И тој е, значи, за него, значи, одговорен. Или па, како овде што е случајот, пример, е ситуацијата како Худзаифа радијаллаху анху има таква позиција и таква вредност кај луѓето, што не му го врачаат зборот назад. Тогаш, значи, мојот во таква ситуација. А иначе, ова може да дојде, значи, и до голем проблем. Значи, до големо недоразбирање. Зашто ти, ако го начекаш некого на улица, и тој има такви работи, тој не те знае тебе, ти него не го знаеш, и тогаш правиш овие работи,
тогаш може да дојде, значи, дори и до убиство. Значи, кој си ти мене да ми ги отстрануваш овие работи? Значи, затоа на прва линија овие работи се за владарите. Што останува на нас во оваква ситуација ако видиш некого, или ако слушнеш да кажуваат дека тој зоши тие белезики и тие врвчиња, што? Да го советуваш. Значи, ти го советуваш него, го потучуваш него и после, значи, ти твојата задолжност си ја завршил. Ти твојата задолжност, значи, си ја завршил. И на крај спомнуваат шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, тие како заклучоци, месаил, значи тие заклучоците се како една збирка на содржината што има учено, значи, во ова поглавија. Значи тие се, значи, точки за тебе, значи, да ти се разјасни и да се враќа со тие точки увек, значи, што беше темата на поглавието. Првата точка, вели шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, значи, оштроста спрема оние кои ставаат на своите вратови, на своите раце, на своите прстења, ставаат, значи, белезики, ставаат прстења, ставаат врвки, ставаат конци и така натаму. Значи, оштроста, значи, од страна, значи, на верата. Второто меселе, дека, значи, и ако беше тој сахаби, што му рече пекамбарот салаллаху алейхи ва селем, ако ти умриш со ова, нема спас за тебе, значи, овде беше, значи, Имам Уфемин рахимахуллах кажуваат дека можат, значи, да се случат некои работи, но сахаба ридвануллахи алейхим кога ги подучуваат пекамберот алейхи селату васелам, одма тие, значи, во моментот ги оставаат и се покорни спрема наредбите и советите на пекамберот алейхи селату васелам. Третото меселе кој го спомнува тука шейхот, а тоа е дека човекот не се, значи во ваква ситуација, не се оправдуваат со незнање, со џахал. Значи, ел-узр бил џахал. Значи, шейхул Ислам рахимахуллах вели дека во врска со ова со сахаби не се оправдуваат. Но шейхул Уфемин рахимахуллах вели дека во вистина значајноста на хадисот е ако умриш ти кога јас ја те научив тебе. Значи, после моето учење, значи, после моето, пекамберот салаллаху алейхи кога го научи него, дека оваа работа е забранета во нашата вера, после тоа учење, ако ти продолжиш, нема да биде спасен. Значи, после учењето, се мој шейх Уфемин рахимахуллах вели, човекот, значи, да има некои работи, да не ги познават, да не ги знаат. Како, например, луѓе што живеат, значи, далеку од луѓето. Во плани, например, овчар работи. И тој не знае, значи, за верата и мисли дека возрастен станува кога направи 15 години. А тој е направен возрастен со 13 години. Значи, тој е возрастен со 13 години. Ама тој знае, слушнал некој, па само со 15 години, значи, станува возрастен, тогаш треба да се кланя, тогаш треба да пости, така натаму. И тој овие 2 години не постил Рамазан. Не кланял намаз. Сега кога дознава тој после некое време, дека требало, иако имал 13 години, но кога видел тие знаците на возраст, требал да посети да кланят, дали му велиме сега на него, ти треба сега тие намаз да ги повториш? Велите Имам Уфемин рахимахуллах, не му велиме. Зошто? Тој е тука опростен со неговото, значи, незнање. Со неговото, значи, незнање. Петтото меселе, а тоа е, значи, овие работи, спречување на овие работи, значи, земање за себепи кои не се легитимирани во нашата вера, спречување на овие работи со оштрост. Значи, како и пекамберот алейхи салату васелам, значи му рече нему, ако ти умриш со ова, нема да има за тебе спас. Значи, ова е оштрост. Исто Худейфа ради Аллаху анху, како му го скина тоа од неговата рака. Шестото меселе, а тоа е, ако човекот земи некој себеб, кој не е легитимен во верата, тој ќе биде оставен на тој себеб што го зел. Значи, немат Аллах субханаху ва таала на него да му помогне. Исто седмото меселе,
вели шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахмахуллах, дека оној кој стават ајмалија, тој направил ширк. И рекол, значи, може да биде голем ширк, може да биде и мал ширк. Зависи до верувањето на човекот, зошто тој таја ајмалија носи. Зошто носи, значи, тој таја ајмалија. Исто, значи, така, осмото меселе, значи, ставање облакани на конци, на врвки, така натаму, за заштита, значи, од некои болести. Деветото меселе, дека Худейфа ради Аллаху анху му го читаше на него, што беше пред него ајетот, кој беше, значи, од ајетите за голем ширк, но го потребуваше, значи, и за мал ширк. Исто така имати правено, значи, практикувано Абдулла ибн Аббас ради Аллаху анхума. Десетото меселе, исто е така од ширк, онај кој облакат и кој става, значи, од тие школки. Од тие школките, истото, значи, паѓат во истата категорија. Исто, 11-то меселе, вели шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, и тоа е последно во ова поглавие, а тоа е дека е легитимно и дозволено да се правити дова, значи молитва, против оние кои ги облакаат овие работи. Зашто пегамберот алейхи салату вассалам му рече на него, односно рече пегамберот, не извести нас, кој облаката ајмалија, Аллах да не му го оствари тоа што го сакат. Значи ова е правење молитва против него. Значи кој облаката ајмалија, кој стават ајмалија, Аллах да не му го оствари она што тој, значи го посакуваат. Зошто и за тоа завршуваме темима, значи Шейх Абдул Бухари велите ајмалијата, зошто ајмалија се вика на арапски? Зошто тој барат за неговата работа да се оствари. Лиутимма амраху. Значи неговата работа да биде отварена. Значи тој бара со таја ајмалија тоа што го бара тој да му се оствари, да му се реализира. Пекамберот спротивното му го вели овде. Тој што барат со ајмалијата да му се оствари нешто, да не му се реализираат. Баракаллаху фикум. Со толку иншаллах ќе се задоволиме вечерва и биднилахи таала на едниот дерс ќе земиме ново поглавие. Исто е поврзано со дел, значи и за рукија, ќе збори авторот Шейхул Ислам, и за ајмали, но подетално. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.